Со доаѓањето на летото и високите температури кои метеоролозите ги најавија, треба внимателно да се грижиме за нашето здравје, вели доктор Олгица Велкова, лекар во итна медицинска помош Радовиш. Хронично болните, срцеви болните и децата најмногу треба да внимаваат. Таа вели дека големата разлика во дневните и ноќните температури и периодов можат сериозно да го нарушат нашето здравје. Со настапувањето на жешките температури и разликата на ноќната и денската температура, најдуваме на пораст на бројот на пациентите, посебно на хроничните болни, кои што се тука многу често. Тука се диабетичарите, хипертоничарите, срцевите болни, децата. Доктор Велкова советува редовно да се пијат течности и да се избегнува директно изложување на сонце, како и редовно примање терапија за хронично болните и соодветна заштита за малите деца. Од 10 до 17 часот да не се излегува надвор, особено бебиња до 6 месеци, но и да не се изнесуваат на ветер. Да се консумира многу овошје и зеленчук, да ја заштитуваме нашата кожа со соодветна заштита и непотребно да не се изложуваме директно на сонце. А не се препорачува и годишни одмори на таа возраст. Значи, исто така морето со тие високи температури смета на таа возраст, значи детето да добие последици. Овошје многу, зеленчук, да се внимава со сладоледите, од и разликата во високата температура на телото, загреаното тело и ладните сладоледи, ладните напитоци се стрес за организмот. Во овој период чести се и мешаните инфекции, односно вирусните и бактериските инфекции, а на потек се и алергиите, но и високите телесни температури.